Јулија Гладиренко дојде во Њујорк пред само неколку недели преку програмата за емиграција на САД Обединети за Украина. Гладиренко е бремена во 7-миот месец. Непосредно пред да ја напушти Украина, дознала дека има гестацијски дијабетес. Немав време да добијам здравствено осигурување, па дојдов овде на саемот. Треба да видам како моето бебе се справува по долгото патување во САД. Ова е трет ваков медицински саем кој се одржува за украинските бегалци во Њујорк од страна на добротворната организација наречена Украински центар за помош во САД, заедно со фондацијата Transatlantic Medical Relief. Добротворната фондација е основана во 2016 година од доктор Шон Јунаев, специјалист по акушерство и гинекологија. Јунаев е роден во Лавов, а неговото семејство емигрирало во САД кога тој бил се уште бебе. Свативме дека можеме многу да направиме со собирање пари и опрема. Свативме дека се повеќе луѓе пристигнуваат во САД без медицинска нега. Работниците овде велат дека секогаш кога мобилната клиника е отворена, од 40 до 50 луѓе доаѓаат на лекар. Јунаев вели дека повеќе од бегалците што доаѓаат тука се постари луѓе со хронични состојби, како висок крвен притисок, дијабетес и астма, кои имаат потреба од лекарства. Најмалку што можеме да им дадеме одреден степен на лекови со кои може да живеат одреден временски период додека не добијат здравствено осигурување и постојан престој овде во САД. Оксана Малиновска дошла во САД од Украина пред една година. Денес таа има здравствено осигурување, но се уште има проблеми со американскиот здравствен систем, но и да разговара со лекарите на англиски јазик. Через мовний бар'єр хотілося би. Би сакала да разговарам со украински лекари кои зборуваат украински. Покрај тоа, американските лекари имаат и поинаков пристап. Јулија Гладиренко вели дека откако се сретнала со доктор Јунаев и неговите колеги, се чувствувала многу подобра. Лекарите го прегледаа моето бебе, го слушнаа чукањето на срцето, ги погледнаа моите здравствени документи што ги донесов од Украина и ми кажаа што треба да направам понатаму. Планираме да ја помогнеме да добие здравствено осигурување. Што се однесува до мојата професионална услуга, не планирам ништо да ја наплатам. Волонтерите од Центарот за помош на Украина во САД веќе го планираат следниот медицински саем и велат дека се надеваат дека ќе продолжат да го одржуваат се додека има потреба за украинските бегалци.